Добро вечер во нова епизода на подкаст Основано со мнение, со мене Јанаки Митровски. Оваа епизода имаме чест да бидеме домаќини на еден од попрепознатливите имиња, и тоа со до подолг стаж на социјални мрежи, па подоцна се префрли и во политика. Велиме добро вечер за Богдан Илиевски, Бетмен Велит. Може фора да се пушти, ја не се љутам. Добро вечер, фала на покана. Се шегувам, да, и ја нема да ја направам фора што ќе направив нели пред емисија, меѓутоа ајде да видиме Бетмен Велит или Бетмен или Велит од каде доаѓа. Од мојата имагинација. Мислам, јас си го смислив прекарот, не за да ми е прекар, него како некој алијас на интернет. Пред долги години, некоја 2009-та, 10-та, кога почна експанзија на социјални мрежи. Точно така, немајки предвид дека ќе градам некаква си кариера или дека ќе градам некаков бренд кој што ќе стане препознатлив или звучен. Просто така ми дојде, ама после во комбинација со моите активности таму, така. Стана некаков бренд во тие почетни години на експанзија на Facebook, подосна и Twitter во Македонија. Кога почна Twitter во Македонија? Twitter малце се поактивно така да прибира раја околу 2011-12, мислам дека беше така. Тогаш беа за четоците, се направија некои Twitter награди и така натака. По онаа фама дека на Twitter се паметните, на Facebook не. Така. Ќе те вратиме некоја година подоцна, вака кога за социјални мрежи веќе малце да го почнеме делов. Ќе те вратиме некоја година подоцна, порано, не знам кој годиште си. 86. Значи добро, јас сум нели 6 јануар со 5. 2 месеци разлика сме. Така, ќе се сетиш дека кога бевме факултет веќе, тогаш имаше MySpace, па почна High Five, да. И кога ќе видиш дека например MySpace е за многу грдна пара продадено, например, знам стотици милиони. Мислам некои 500 милиони дека беше. 500 милиони го има продадено и ликот сега онака баш пред некое време го читав, као ништо не прави, си ужива, Том, што име first friend на сите. Си ужива, ама го купиле, види, не знам кој го купи MySpace. Проба го ребрендира, ништо, ама рикна и High Five рикна. High Five уседи романска, ако не беше социјална мрежа. Знам дека беа многу шарени вака, можеше да ги дизајнираш. И од 2008-2009 веќе почна експанзијата на Facebook. Да. И Twitter се појави и 2009-та, мислам дека и онака као стартан Twitter воопшто како платформа, кај нас 10, 11, 12 веќе тие години почна да станува знаеш како платформи за граѓанско собирање, значи како платформи на кои што ќе се иницираат протести, некакви реакции, ќе се канализира енергија. Претходно беа форумите. Јас на Кајга на форум на пример сум бил од 2007 година и протести имам организирано на Кајга на форум. И после просто се променија платформите. Како тоа денес изгледа и функционира, не знам. Добро, се повеќе зимаат, TikTok денеска е, замав зимаат, него сега со што денешните ние на 20 години тоа сме оправиле. Денес 20 годишњаци претпоставувам се на TikTok скрол. Немам профил на TikTok, не ја капирам мрежата баш каква намена има, освен забавна. Така да не знам каде се новите бунтовници, каде се договара што да прават. Беше прилично активен на социјални мрежи и веројатно си прототип на да ги бирам зборовите, не ќе те навредам или лошо да те представам, но меѓутоа на човек кој што на човек кој што се издигнал или направил кариера или како сакаш да го срочиме преку социјални мрежи со духовити статуси, повици, знаеш, сега тој доста луѓе го користат, тоа е позитивно влијание за, не знам, за разноразни акции, па и за хуманитарни цели и така натаму. Имаше, реагираше, ти вадат сега од тоа време, добро, кога си веќе политички активен, нормално дека ќе се копа поминатото. Добро. Мислам дека реагираше за некоја слика за која што ти тврдеше дека е фотошоп или статус, или статус беше за статусот е нешто, као јас се обрекам на Груевски, Николаe, Чаушеску за хашки случај. Везе нема, јас тоа никош не сум го напишал, ама кога почна заедничка Македонија, се појавија два фейк и еден вистински статус, тој беше против Курир, за некој заокружување студенти, таму стварно без задршка, без гризење јазик, си се искажав како што се чувствува во моментот. А други некои два статуси кои што устои ми ги праќа, едниот беше тој као Николаe, Чаушеску, нешто, не знам, некој вординг кој што воопшто не е мој. Фейк, тотален фейк. А вториот, не знам, нешто исто така, као со цел да ме дискредитираат, као демек,
нели, кој бил јавниот Дискурс, не дискурс, него перцепцијата на јавноста за мене, јас сум се бунтувал за ствари, да, сум се бунтувал и за палмите во Скопје и за, не знам, грдата куќа недоградена на мајка Тереза, сум бил против објект на она место на плоштад кај што сака да има црква, не против црква, но против објект, како архитект. Исто така сум се бунтувал против промена на име 2008 година. На двата протести 2008, тој најпрвиот го организирав јас со мои пријатели на Кајга на форум, на вториот држав говор на плоштад Пела. Сам да кажам, јас сум имал стално активност за ствари кои што ми се драги, но во тој момент бидејќи веројатно некој сакал да го каља, да го таргетира заедничка Македонија како движење, јас како еден од луѓето кои што беа напред секој ден на тие протести и ги направија тие као спецопс фейковачи за да ете, јас бидам представен како некој да фейк. Да се дискредитира движење. Да бидам дискредитиран. И тогаш мислев да реагирам по некој начин, дури одев дотаму во логовите на Facebook, бидејќи имаш ти лог за секоја твоја активност. Се што си пишал, бришал и така натака, постои начин на Facebook да се обратиш, да кажеш дај на тој 29 јули 2012 година, што јас сум пишал. После реков, чекај, кому ова значи? Кој ти верува? Ти верува, кој не ти верува? Не ти верува? Кој не ти верува, пак нема ти верува. Да, пак нема ти верува. И сега тие, некој ќе ги извади. Многу се користат, ќе ти кажам и во моја работа, примерна професија како адвокатура, многу се користат, тоа и популарно се. Луѓе кои што се лаици сметаат дека може да туку така да користат скриншотови, при тоа заборавајќи дека прво не се прифаќаат на суд обични скриншотови, освен ако не се извадени од вешто лице или од полиција, затоа што гарантира за веродостојност. Многу лесни за манипулација, значи не е проблем, но дали е на пример фейк слика дека еве ја имам видено и имам дека беше во архив бригадите на Не, како фейк слика, јас бев иницијатор на... Мисле дека ќе ми негираш искрено. Зошто? Па што знам зошто од сегашниот политички ангажман, например, диаметрално спротивно. Добро, сај тоа беше 2012-2011. Нешто беше 2012, јас и денес држам до ставовите на тогаш студентот на архитектура, јас на мои 20 и која беше 2009, 22-3 години. Затоа што како студент... Покасно да не беше 2011, Не, 2009 беше, 2009. Точно 28 март беше на тепањето. Никса беше? Види, Никса беше, ама јас Никса го запознав тек потоа, односно... Добро, но сите тие беше. Сега ќе ти објаснам. Он беше сите тие. Ќе ти објаснам. Ова не знам, сум го зборувал, но ќе ти објаснам. За знаеш ти. Се разбира, не може да следиш тие што јас ќе кажам. Но се појавува тој рендер, онака едно видео долго за Скопје 2014 и онака личи на нешто што како студент на архитектура ти личи на your worst nightmare. Сега некој решил овдека да се реализира како планер реобликувач на градот, што јас се запишав на архитектура со книгите на Френк Лојд Рајт и Сантјаго Калатрава под мишка. Односно луѓе кои што се занимаваат со современа архитектура, Калатрава конкретно човек кој што правил разни иновации, тоа е предизвик. Знаеш, кога гледаш ти нешто, нали тоа не е барок да се разбереме, врска нема со барок. Да, тоа се право. И тебе онака тоа те нервира и како студент на архитектура, тоа што викам 22-3 години, може да бев и абсолвент, не се ни сеќавам. Тука негде, да. Едноставно имаш потреба да реагираш. Так. Знам дека е 2009 jer 2008 година ги правев тие протести за против промена на името. Кога беше НАТО самит, кршење, ќе биде, не ќе биде и така натака. И онака во бунтовен. Односно тогаш извиниш да прекинам, за прв пат почна да се пуштаат пробни балони и најави за дека треба да се смени името, кога беше ветото во Букурешт. Демократска република Македонија, Скопје, независна, тоа имаше разни операции, да. И сега 2009 година се најавува овој проектов и јас направив една група на Facebook, Архигарда ја крстив. И викам, луѓе, ова не бива, ајде да нешто да реагираме. Да. Колега еден мој ми се јавува, добронамерен колега. Вика, слушај, и ние се собираме на факси на друга група, ајде да не се раштаркаваме на 100 места, дојди, нема проблем. И сега таму, покрај моите колеги, имав прилика да ги запознам и граѓанските активисти, како Никса Наумо, Ивана Дракшич, Сонја Исмаил, Кочо, Ирена Цветковиќ, ја знаев од претходно, од блогови могови, нели, Фем Герила, не знам дали уште некој имаше, и мои колеги, нели, драги колеги, генерација моја, една година плюс една минус, и те интересира понатака како одеше процесот? Сам кратко, колку што сметаш дека... Нели, се зборуваше за реализација на некаква форма на протест, проблемот беше, односно настан, што тоа беше период на претседателски избори, тоа се тркаа Фрчко и Ѓорги Иванов,
2009, И така? злоупотреба во политички цели. Нешто, него нас ни се случи да меѓу двата изборни круга, еден од тој прво споменатиот, што го кажа ти, Никса, кажа дека имал дојава дека за 3-4 дена темели ќе се фрлеле и ако се фрлат темели и архиепископот ги освети, готово, луѓе, крај. И сега јас почнав пушта да... фейк ньюз за да... Не знам дали е или не, така, не можам да знам, но разумно сомневање дека Да, дека е тоа целта. можда тој не ни знаел дека е фейк ньюс, можеби некој него му кажал така, со некаква намера и така натака и така натака. Да ги ставам сите огради, нели? И мене тоа почна да ми наликува на една потенцијална злоупотреба, како што нашите протести година дена претходно беа злоупотребени. Тој Коки, командант Коки, не знам дали бил крив, не бил крив, никогаш не дознав, но така, нели она добра енергија имаше. на плоштад се собравме 2-3 души на тој првиот протест, замина некој ја поведе, некои дечки што јас не ги знаев, ја поведе толпата на кај грчка амбасада, каменување, чуда врагови. така, да. Се сеќаваш? Да. При што кога тргнаа првиот пат, јас истрчав пред нив, застанете, рече, беге бе дечко да не ти ја учукаме на некој. И викам, аха, добро. И после ти станува јасно дека постојат групи кои што ќе сакаат секогаш да злоупотребат една добра иницијатива. И 2009 година го намирисав просто истото, се обидов да им укажам на моите колеги, зборувам за студентите по архитектура, дека не треба да се брза, дека треба да се размисли што може да биде од ова. Но препознав после, знаеш, по нивната реакција, мене претходната година некој исто така ме разубедувал, а јас сум имал енергија, желба, кауза во која што верувам и сум бил спремен да се борам за тоа. Некој мене ме разубедувал, јас тоа што им викав на тие, склони се, ако не помагаш, тргни се и остави ме, добро. Ние сме млади, ние сме глупи, младите знаат, се викаше тогаш организаторот на невладина од пријателка моја, бидејќи мислев дека за во Беко да пријавиш протест мора да имаш невладина. И се случи што на самиот ден на 28 март 2009 година одам и гледам како е на плоштад ситуација, ваму на локацијава кај што планираат да градат објект, многу луѓе, а архитектите и граѓанските активисти пред камени мост. И сега викам, слушайте луѓе, има малку полиција овде, се обидов да побарам од еден од полицајците, викнете за силување, овај вика да го прашам надредениот, се шеташе по плоштад 10 минути, мој ве чекаат што да правиме, бидејќи идејата беше да направиме таа коцка пред камени мост, као ние пак да си ја направиме формата. Јас се обидов тука едно аикидо да направиме, за да докажеме дека не сме против црква, туку против објект. Да го преминеме камени мост и да одиме на местото кај што тогаш се планираше спротивната страна така беше фейк наративот дека сте против црква и дека. Кај што тогаш се планираше да се гради уставниот суд, кој што е денес изграден и голем. За да докажеме дека ние имаме аргументи против естетиката на проектот Скопје 2014, а не против. Мојот предлог не беше прифатен од моите колеги протестирачи. Се случи што се случи, јас бев првиот за малку нокаутиран, мислам, не очекував дека физички некој ќе трне. Што е за секоја осуда? Апсолутно, да. И за секоја осуда и начин на кој што заврши сето тоа судски, но тргна еден дечко, него од Ѓорче, не знам како вика. Не е важно. И се јас мислев најмногу што може, јајца да фрлаат врска, нема, се залета со бокс, се наведнав, ме поткачи тука, се трна на страна, реков, ова е лудило. Так. После тоа отидовме да пријавиме во Беко, ние бевме 7 души, ти имаа 13 осомничени од другата страна, на крај сите бевме во ист предмет, јасно ти е тоа како. Така, да. И на крај сите прекршено за нарушение на дивидни воде. Така, и никој не е крив и така. Иначе сега ти кажам, секогаш е добро да се дигне гласот, затоа сум секогаш за, без разлика дали на некој тоа му се допаѓа или не, нормално на мирен начин и меѓутоа простор за узурпација секогаш постои. Многу пати сме зборувале, ја и Драган сме стари другари, собарци или Пешевски и например бевме многу активни на протестите кога беше убиен Мартин Нешковски. Бев и јас првите 5-6 дена. И види, првите 3-4 недели, еве 3 нека се, добро памтам, затоа што бевме активни секој ден, што бе еден од најдобрите, значи автентични протести кои што се случило во Македонија. И сега не кам никој да именувам, но одредена групација кои што јас ги нарекувам професионални протестирачи, значи види, на никој не му е стало за баш за се. Сега ме разбираш? Сега мене ме интересирале неколку теми, оваа била сигурно една од тие, ама на никој не му е стало баш за се.
И кога целата тие протести беа и за непартиски протести и за онака автентични, непотикнати, така почна, беа супер посетени, значи може по 3-4 луѓе, поворки сериозни. Ама кога почна политиката? Кога почна ќе правиме ова или ќе правиме вака или треба да имаме вакви барања. За мене тогаш протестот прекина во вистинска смисла на зборот, кога имаше едни цела серија на барања кои што на они искористија тоа што ја и Драган не бевме уште пар ликови кои што бевме разумни и ги протнаа на ура. Дел од тие барања беа сосема во ред, дел од типот дека министер за полиција мора да биде секогаш од опозицијата, што ниедна власт нема да ти се согласи, значи тоа е неостварливо. Бараш нешто? Бараш за да не добиеш, да. Или друго барање кое што ми текуна, например, беше дека кога секогаш задолжително кога ќе, например, едно од барањата кои што беше добри беше дека да се направи граѓанско внатрешна контрола, сметаме дека е тоа концепт на полицијата сама си се проверува и одлучува дека е све во ред, дека и не е баш најдобро решение, туку да има граѓанско тело, тоа е окей, што повторно ќе оди тешко за остварување, но е во ред. Али, например, едно од најступидните барања беше дека кога секогаш кога ќе оди андеркавер полицијата, задолжително да имало и униформиран полицаец, што ја губи смислата на андеркавер полиција. После тоа ќе те потсетам барањето да е министерот за од опозиција, после и СДС го кажа јавно, нели, на тие пржински преговори и така натаму. Тоа доаѓа некоја година подоцна или 5 години подоцна, што не носи до твојот политички ангажман. Ајде. Сигурно не сум прв, сам ја не дека го забележувам, многу пренесувам мислењето, а можеби и делумно се согласувам, не можеби туку делумно се согласувам, дека многумина и сигурно не го слушаш во прв пат би рекле дека ти условно речено се шитна. Добро. Значи од личност која што се изградила сама како бунтовен дух преку социјални мрежи, како тогаш релативно нови алатки ти влегуваш директ во висока политика и која година е шиткањето, односно која година ти политички се профилираш или ангажираш? Набргу од како почна бомбите на Заев, јас сум се шитнал за да се борам против она што го намирисав дека ќе оправат и за жал бев во право. Да го демистифицирам тоа шиткање, не шиткање. Јас бунтовник... Се наративот е тој. Не, окей, немам проблем јас да како да ти кажам. Јас во најлошото време за ВМРО, како ВМРО, нели, јас дигнав 2 прста да идам против она операција што ја правеше тогаш опозицијата. Затоа што моје политичко верује од најмали нодзе, јас сум воспитан во духот на патриотизмот. Мојот покоен дедо, истоименик Богдан, на 4-5 години ми пушташе патриотски песни дома. Мојот татко беше покоен, беше судија, потоа и адвокат, не смееше да има политичка функција, меѓутоа нашето семејство функционираше во духот на љубовта кон Македонија. Што не е врзано со политика нужно, нели? Ако баш те интересира, мојата членска книжка во ВМРО ДПМН е во УМС е број 3 во Охрид. Не знам дали тоа постои таа архива воопшто некаде. Тоа е 93-та година, јас имам тоа 7 години. Кажа дека ти си од дете член на... Сам да ти кажам дека број 3 УМС во Охрид, бидејќи тогашниот претседател на УМС, Ванчо Јанакиевски, беше близок пријател и со татко ми, но и со кумашинот надвојводата Стојан Митрески, односно Стојче Старчинар, кој што неговите синови ги запиша како број 1 и број 2, и јас бев број 3 на мои 7 години. Не знам и тоа дали било тогаш легално, нелегално, законски, незаконски. Да, мене малку за возраста, да. Удриле печат таму сега тоа, не дека држава ти проверува или не ти проверува. Но, налет, тоа не значи дека, и во врска со напредеска што ми го спомна, дека ако, пример, јас навивам за некоја политичка опција или за некои политики на одредена политичка партија, дека па мора со сите политики да се сложам. Например, законот за како, млад бунтовник, законот за, поред име, поред архитектура, нели, законот за забрана за продажба на алкохол, тој прохибиционен закон ми беше тотално ступиден, глуп и сум бил. Значи се кршеше на секој чекор, не функционираше. Имено, ми немаше логика тоа, дека сега ќе забраниме, па ако забраниш уште повеќе на стимулираш шверци и така натака. Не се, да се вратам на 2015 година. Јас 2015 почна бомбите. Да, февруари 2015 и овој најави Заев, нели? И сега ти нормално да имаш некоја скепса, односно љубопитност искомбинирана со анксиозност, знаеш што може да се случи, anxiety, како сега. Добро, и општо беше тоа што не лична, него, да, онака како што ќе биде со земја. И 1, 2, 3, знаеш, очекував да слушнам бомби и кај што, не знам, Сашо Мијалков разговара со Груевски и му ги исеков кочниците на Младенов или, бидејќи, нели,
јавно Така промовира. така бе, па еве Гине Младенов утреента почна 100 муабети по кафичи, Да. нели, Дека е убиен. дека е убиен, дека неколку пресконференции чекав да помина, да видам чисто каде тоа оди, но јас следам политика малце од поодамна. Јас ги памтам и пораките со кои што Мендук Тачи кажуваше што Заев му се фалел, овие горните ме спремаат за нешто големо, што е 2011-12 година. Јас не се правев слеп дека снимката за подкуп не постои, Така. кај што овој му продава државно земјиште по една или по друга цена, зависно колку Сачевалиев Иво од Струмица ќе остави во црквата и во штедилницата на батето, така. На вицето. И направив профилација на карактерот и видов каде ова води и реков стоп, ова ќе заврши лошо. Јас Памтија мислата. Ајде. Околу бомбите. Значи, памтам првата конференција, Заев вака велеш. Ќе слушнете масовно прислушкување на граѓани. Види, прво, ја и ден денес сметам дека се прислушкува нелегално, тоа ми е моје уверување, дека сите држави тоа го прават нелегално. Меѓутоа, тогаш наративот беше дека ќе слушнете масовно нелегално прислушкување на граѓани, а емитуваните разговори се сведа на разговори меѓу функционери на ВМРО ДПМН. Така е. Значи, каде се разговориве меѓу... Прв разговор што се пушти всушност беше меѓу Шекеринска и Заев, меѓутоа некој бенигнен... А тоа е пиар, чисто да Така, кажат, колку еве и ние почна, сме да, прислушувани, така, јасно. и да ти каже, ако имаше нешто, И како после викаше тоа- тој? И после тоа се сведе на пуштање бомби кои што беа исклучително штетни за ВМРО ДПМН. Да. Ама ајде се јас едно нешто. Ајде, повели. Дали тоа ја нулифицира содржината? Дел од бомбите Не. беа супер криминогени са, да не се лажеме. Добро, сега ти си правник, ти си Па адвокат. сега ако му се јави да речеме Милијана Киевски на Сашо Мјалков и му рече аби имате ли некој човек да пушти му дик да ги да ували и да ги отвори вреките. Се слагам. И да ги украде материјалите. Се слагам, да. Не е сега, кафеански муавет. Не е кафеански муавет, ама знаеш што е проблемот? Што Не, операцијата, што- целта е таа, Не, јасно е, ова е некви остави дистанца, остави тоа, да. операцијата, да ја гледаме од правен аспект. Ќе импровизирам малку, но Ајде, да. ете во семејство сум имал контакт со Дека се право. нелегално прибавени. Не нелегално, тоа е налет, преседањите што се правеа, дали може да се користат или не како Може да се користат, се повикува како на индиција или како доказ, но не е Добро, важно. да. Но целата таа операција, односно тој потенцијален криминал, нели? Така е, криминал добро. што треба да се По докаже. принципи завршија со ослободителни или со застареа, да. Беше таа Белушка операција, беше таа операција расипана во крајна инстанца со судбината на САЈО, но во меѓувреме со очигледните Верушевски мислам кажа дека во некои сегменти што ги слушал рече се стравично манипулирани. Не знам дали се сеќаваш на таа негова Не, изјава. не, сикам баш. Односно она што го тврдеше ВМРО, таа мантра креирано, сечено, лепено и Сечено, лепено, монтирано. Така. Овој после некоја година на некој од тие мислам судења како сведок или па имаше некој став во јавноста, кажа дека биле стравично мислам дека кажа манипулирани. Сега да не гуглам, но контекстот е од прилика тој. Односно на крај на денот кај обичниот слушател, ти не може да процениш за контекстот на се што ќе чуеш. Добро. Таму оди во Дикева, да, окей, ама чекај, тоа не значи дека сиве други се Добро. веродостојни, нели? Бидејќи како се прават манипулации со Така, па јасно, окей. и со видео И фајлови, пиар, не ако па се со се аудио прават многу фајлови. лесно и Yes. со фотографии и со све. И на крај мислам самата цел на таа операција, специјална операција за промена на власта во Македонија, ја обезвредни некако и таа потенцијална можна правна битка или разврска. Так. Бидејќи на крај се сведе на сменете го името и тоа е тоа. терајте. Или ако Груевски го сменеш името, ни бомби, ни свети бомби. Уште ќе беше на власт. Може би вистината беше понудата на Заев, кој што нели излегоа снимки од кабинетот на Така, да. премиерот, кај што му вика го уценува малтене. Имам снимки, Имам од дај си снимки, оставка. да, дај си оставка. Овој претпоставувам не знае што Од овој кој све контекст е има. извадено, например, кога Миле ќе им кажува на таму субординираните на сектори раководители, поздравете ги сите вработени, ако не гласаат, ќе бидат избркани од работа. Ево, од кој контекст е тоа Ја наки се, извадено? не знам, јас не сум добро Не, се. ајде, нема Не да сум- идеме една по една, Не, имаше ама многу бомби. може, види, бидејќи имаше и ИК, ситуации кога кај влезе што во ИК?
имаше ситуации, само да довршам, Ајде, нема кај што, не знам, со Спиро Ристовски, пример, сум разговарал за некој негов разговор, а вика разговорот продолжува со објаснување Така, на да, јасно, но ова е јасно. пуштено до тука, до кај што ти одговара. И на крај на денот, Апсолутно дека постои таква од можност. твојата првична констатација дека само едни биле, као сите биле преслушувања, не Јасно, слушавме јасно, само една, тоа беше театар. Нема, види, не слушнавме од обични Извршен граѓани. комитет, да, па и од ДУИ има ајде да Бенигни не беа, ја беа тегнаме, две-три кои што беа беа као бенигни, најава. да се каже дека Имено. а не само Каде најава, сме и јаки. предупредување до ДУИ, На тоа затоа што 2016 изборите резултатот беше до последно дека ќе прават влада ВМРО и ДУИ во 5 до 12. Yes. Тоа се Позната тоа се смени. историја. Таа е Извршен позната комитет историја. влегов 1 јули или 1 август или 31 јуни, 31 јули, не сум точно сигурен, но летото 2017 година, 17. неколку месеци после 27 април, неколку месеци пред да бидам притворен во шутка. Така, Но веќе имаше промена на власта, јуни, мај, кога се Ова беше можеби и като месец дена по промената на власта. Влада направија тие на 1 јули. од тогаш се јуни, поминати 8 и повеќе години. Кусур години, да. Има ли вистина во изјавата на една сега веќе легендарна и која што може многу да се користи од оваа гледна точка изјава на Димитар Апасиев, кај што бевте со Павле Богоевски и со негова емисија, каде што он ти рече, пометам дека те ставија уика, вика, за кој ќе те апсат, демек да речат еве не апсат политички. И исто така. Добро. И исто така, пошто политика се свесен си дека има помалку лицемерна работа, па ќе ти оставам простор кога Важи, сакаш. важи. Тогаш ти кажуваше дека треба да одговараш за велепредавство и ти прогнозираше најмалку 5 години затвор, за кога јас и Драган го поднесовме законот за амнестија и кога за него веќе беше тоа политички опортуно, тој прв го поддржа. Па се сликаше со нас, па го ставаше. Но мислам, не дека јамав против тоа, затоа што баравме тогаш поддршка, секој пратеник беше важен и фала му на поддршката. Меѓутоа, тоа е едно салто мортале. Така да, имаше ли вистина во таа изјава од таа гледна точка и во овој вториот дел, ако може да ми прокоментираш со велепредавство? Може, прогнозата за нема велепредавство? проблем. Може, искрено не мислам дека Дека интенцијата е таа. дека интенцијата е да после има Политички политички тогаш кейс. веќе беше и советник во СЈО. Да, Што е прилично чудна, види, Димче може да знаел нешто, но дека Груевски имал таква намера, искрено не верувам, Така. бидејќи на крај на да денот кажеш дека може имал некој инсайдерско инфо. Не, ако Груевски на крај на денот предпоставувам би ми кажал, ми рекол слушај, постои ризик, еве ова е еден од начините да се заштитиме, засолниш, да. Но од друга страна мислам па дека му одговараше таа енергија која што ние ја представувавме и ја теравме 2 месеца сосема мирно по улици, дека би било фино да ја прегрне, онака најофицијално Так. на свет. И на крај на денот, во таа сулуда конструкција за терористичко загрозување уставен поредок, јас на самиот ден, јас до 5 сабајли, јас бев меѓу последните, односно последната група што замина за шутка, јас не верував дека во притвор ќе имам, затоа што нема зашто Тоа е многу наивно, ние вака што сме со искуство, тоа ти е Во многу ред е, наивно ама дека не видел уште. окей, ама еве, таков човек сум, ме разбираш. Сега после сите овие глупости, Така, нели, така, размислуваш Јасно. на сите можни насоки најдивергентно на свет, ама тогаш викаш чекај зошто? Јас не би требало на слика да ја видам, а не да не се, Велепредавство. во однос на велепредавство и Димче Апасиев со неговите храбри закани. Не е само тоа, тој тогаш повикуваше во тој период да на шамари го издигаат Трајко Велјановски од столчето како председаваш со конституивната седница. Го ругаше Панчевски кога тоа што председател дека давал лоши квалификации за делата, дека треба да Така биде е, како велепредавство. дека треба да е велепредавство, а предлагаше председател на собрание на шамари да бил издиган или на клоци на шамари од На таа изјава столчето. баш и не се сеќавам. Статус е на Facebook, може да за може 30 си ги имаш секунди. сите. Се разбира дека ги имам, да, бидејќи знаеш како, во свет на политика многу работи се дозволени, ама Мислиш дека знаел нешто однапред како тоашен советник на СЈО што се подготвува дека ќе ве апсат? искрен да бидам. Не ти менја. Не ти менува. Не, нешто не именува. Не верувам или не сакам да верувам. Бидејќи Така. тоа е ептен злобно, знаеш, некому во лице му. Мене ми личи како оној дел од неговиот карактер, што сака да се перчи малце како паун и да, нели, да пушта фори,
Ке Добро гледано беше тоа сега. Робеспиер, ке висите заедно, одделно и така. да, Мене повеќе ми личи на тоа, а ако знаел, тоа е стварно бедно. Ама, не мислам. Немам причина. Ти дам еден ни да коментар го... сега. Као човек кој што работи таа струка, не кој што иде теории да Добро. Значи, правен совет, види, сега има стручни соработници, кои сега се викаат советници, али у принцип не се тие советници класични. Тога, правен советник, мене една колешка многу ми замери затоа што тој го пререков, која што беше тогаш исто правен советник во наводници во СЕО. Правен советник во едно обвинителство е крајно невообичаена, неортодоксна функција. Затоа што обвинителот е таму, нели, правник со правосуден положен, со лиценца, со све. Има стручни соработници кои што работат, има волонтери и сега чуму е потребата за правен советник да има. Може да ухлебиш Тогаш, некого некаде. Не. Тогаш мислам дека они ангажира беа Димитар Калајджиев, професоров од Шкарич, Не сите, пара некои. адвокати. Мислам дека тоа беше обид на СЕО кој што имаше многу солиден буџет да Пиароци парира, го подобри. да парира на црната пропаганда на ВМРО наспрема нив. Со авторитети. Можеби и да ухлеба некој да побара поддршка на таков начин, затоа што тоа е као баук тема за нив кога ќе ги прашаш, што ви беа работните задачи, барем за другиве не сум слушал, но Димитар му е тоа оправданието, вели јас имам подпишано NDA што се вика као дека не смее да збори, има доверливо и дека дел од тие материјали биле доверливи и ради тоа не смее да збори, а јас многу добро памтам на самиот почеток тоаш кажуваше дека негова работа било да компаративно да споредува со другите држави, мислам што е нонсенс, и ме една колешка адвокатка за тоа, мислам дека ден денеска не ми прости кога и пререков дека тоа им било целото, да видат да го фалоспеваат СЈО по медиуми, што и не е баш дека не е така. Тоа не води до 27 април самите настани. Беа ли протестите за заедничка Македонија организирани од ВМРО ДПМН? Сега ако ми кажеш не, се како не? Ама не може да се... Ама како не? Сега значи сите што бевте таму. Добро, значи бевте дебело врзани со беше ВМРО, ли... сега што Океј, правиме? добро, беше Лагали ли е? архибригада организирана од СДС? Не, остај сега. Не оставам. Било фрлени ликови сигурни. Беше ли беа, 2000... Па добро, сега има, види. Беше ли 2008 тие за името организирани од ВМРО ДПМН? Чекај. Не е уопште исто. Значи нема Ајде, добро, компарација, не исто. нема Во компарација. трите јас сум учествувал, затоа можам да зборувам за нив. Во ред. Океј, вие Беше се ли- само организиравте. И случајно Така, сите бевте и сите што протестираа беа членови на ВМРО. Тоа беше случајно. Дека ВМРО влегло со логистичка поддршка, апсолутно да. Нели? Луѓе, како да ти кажам, комитети... Мене Иванка ме луѓе- убедуваше, мислам, моја многу драга Ама пријателка. дека Дека идејата... нема врска, не, тоа е спонтано, мислам сега. Не, Ама види, спонтано не е. Мојот впечаток е тоа. добро, мојот впечаток како учесник е дека уште од 6 јануари, кога се најави Тоа што ВМРО Тиранската платформа, така да. тие муабети нели на дуи беа муабетите ВМРО до 90 минута беше со нас прифати се, прифати двојазичност, прифати не знам што, ама не се како беше онаа мантра, кај СЈО се запнавме. Демек ВМРО сакало да го нема СЈО. ВМРО си го реши а СЈО дуи кога инсистирале- договорија 18 месеци дека ќе имаат. Тогаш си го решија било кој адвокат ќе облече 18 месеци предметот поспособен. Не се. Уште 6 јануар беше на Бадник во кабинетот на Еди Рама беа собрани точно, да. лидерите на политичките Точно, партии што ги представуваат албанците од Македонија. Символично баш на Бадник. Па не би рекол Тоа ти викам дека е символично. случајно. Така, Да. символично. Може би во празнични денови полесно може пиарџиски да се протне нешто, да нема реакција и така натака, ама јас уште тогаш реагирав. И Борис Дамовски и така. После просто се најдовме. Владо ни е онака побратим со години. Со Дурло тогаш се запознав преку некој заеднички пријател кој што кажа имам уште еден ватрен опасен битолченец, ајде, окей. И идејата, иницијалната идеја за артикулација на граѓанската енергија доаѓа од нас. Ние упативме повик. Почнавме да се организираме. И ти не може... Јас ќе бев многу среќен СДС да застанеше барабар со ВМРО ДПМН во позади тие протести. Сите политички партии да застанеа. Наместо да не судат ке висите заедно, така, одделно и така натака и така натака. Бидејќи, што се случи после сите овие години? Она што го зборувавме. Се оствари. Па- Во добар дел се, не Во таа насока, во таа смерница. Нели Македонија не стана федерација, ама патот да живееме едни покрај други наместо едни со други. И одредени елементи се реализираа. И мене ми е жал. Жал ми е што сме биле во право за огромен дел од работите.
Стварно ми е жал што сме биле во право. Ајде за самиот ден сега да зборуваме. Ајде. Се влегува во собрание. Има Собранието претеча беше- тоа. Добро, ајде. што има? Почни од каде сакаш. Во ред, се влегува во собранието е очевидно слабо обезбедувано и тоа не може да биде случајно, значи има секогаш тоа не е дали е кој да е на власт има протокол како се обезбедуваат такви објекти И Капитол имал протокол. кога има протести, за стенема се ќе дојдеме и до Капитол ако сакаш, е слабо обезбедувано, значи не ги отвори Петко или Јанко, пратеници на ВМРО ги отворија вратите у собрание. На камери снимен. Што после се случи со нив сите знаеме и како беа уценети и еден од нив е нели персонификација за предавник глупо, ја не се користам за тие зборови, ама така до вчера бил најголем македонец, после тоа не е веќе најголем македонец. Што се случува на денот? Ево од твоја перспектива што се случува на денот? Сега ќе ти кажам, на Бидејќи денот. неколку луѓе сме прешувале што сме имале тука. Јас ќе ти кажам што се случи на денот, што го памтам јас. Од 8 натака. Така. Не, само ти кажам, стварно има некои фрагменти кои што не ги памтам. Што е нормално Од таква состојба. Јас на крај вечерта во 11-12 седев вака на Ивичњак пред собрание, не може да зборувам. Значи, искрено не може да зборувам. Да, од сето што го преживеав денот. Но денот започна, имавме претходно планирана средба со пензионери. Зошто? Зашто решивме да се среќаваме со целни групи. Онака, добро и за пиар, добро е да нели третираш разни целни групи за мобилизација, да. Претходно ни давале не знам, од бојкарска федерација до ловџиите, од каратистите, моторџиите и така натака и така натака. И дента имавме средба со пензионери во Бутел со покојни Ванчо Петрушевски. Околу 1,5 попладне, 2,5, не знам, траеше тоа дока 2,5-3, Ване ме носи на кај дома и викам се гледаме после за пар сати на протест. Така изгледаше нашето терористичко загрозување, планирање на координирани и усогласени действија, кажано од една гостинка, супер. Околу 11-12 нели, секој ден беше, веќе 2 недели наназад, денес ќе биде, утре ќе биде, денес ќе биде, утре ќе биде. Ќе гласаат во собрание, нема да гласаат. Ќе се собереле, не знам каде, ќе оделе во Ману, ќе оделе... Тоа беа на Заев, најлегендарните изјави у Ливада, во правен Ливада, факултет. и ние ќе прогласиме, добро. А наша па цел, веќе, знаеш, на улица, онака, ни стана забавно, може би не е точниот термин, меѓутоа ни стана пријатно, убаво, бидејќи многу луѓе излегуваат. Ние се трудевме да имаме и културно-уметничка програма, разни профили да се обратат. Знаеш, народен отпор против нешто што сакаат да ти наметнат. Бидејќи да се договориме. Документ таков во странска држава создаден, кој што овие сакаат да го импутираат во правен систем на Македонија, нели тоа беа услови на сите партии, без да кои ние не може, нели прататкото на албанците Еди Рама ги собра и тие дефинира како, па тој така сака, сега со Курти затоа се такмичат кој е поголем. Така, да, затоа не се сака. И беше убаво да се биде против такво странско замешателство. Нашата логика на крај беше: добро луѓе, дајте нови избори. Излезете со овој документ и да видиме што ќе се случи. Бидејќи, мислам дека е фер и демократски, така. Не испадна така. Дента околу, над самиот 27 април, нели, цело време беше таа, ќе биде или нема да биде, и ние како слушни ќе биде, денес уште повеќе на протест. Ке 11 сат Заев држи еден прес во собрание, мислам дека 11-12 сат. Добре. И некако во тонот негов можеше да се насети дека денес е денот. Иако и претходно имало такви денови. Јас тоа пишав. Не, они најави тогаш, мислам дека. Не беше до толку. Имаше меѓуредови најава, но не беше изричита и јапла. Добро. Но бидејќи беше некако најсериозна од сите денови до тогаш, јас пишав нешто, после ми го цитираа дека било повик: биете спремни да се тепаме, да влеземе, не знам што. А јас пишав: биете спремни со намера, ако во 2 попладне решат, да се собереме во 2 попладне на протест просто. Ме разбираш? Добро. Не се, пак чекаат да дојде 6 сат, кога ние се да се разидуваат. Да стигнеме пред собрание. Така, да. Не се разидуваат. Така. Што би чинело за нив во 7:15 да го направи истото, бидејќи онака го направија без Трајко Велјановски. Така. Седницата Трајко ја прогласува за завршена во 6:01 минути. Станува и си оди. Дали тие во 6:05 ќе го направиат тоа, или во 7:35, или во 9:30 вечерта, буквално ништо не би им менало, нели, од денешен аспект. Таа седница е направена без записник, без видеоснимка. Снимки има. Нема снимка од пренос на седница, како што е по закон за собрание. Да, во ред. Нели, зборувам кршење на устав, и закон наводно и нема доволно деловник. пратеници.
Тоа никогаш нема да Не го се знаеме. утврди, да, пошто нема запис. Нема записник. Седницата треба да ја води најстариот е Бранко Мануиловски, пратеник на Дујот На Дуј, Тетово. да. Не ја води Бранко, ја зема Ферин Мухич, кој што колку да ја отвори, па ја префрла на Мисовски или Мисовски да ги броеше, Мисовски, да. Не се сегам се поминав. Така да, онака, да, Фушарајски. правно јасно ти е, мислам, не треба тебе ти објаснувам. Тајмлајнот е важен, Ајде. бидејќи мислам дека во собрание се влегува Провокација во имаше. 6:50. Пееше Пред тоа. господин некоја химна. Зекирија, Да. важна позиција во обвинението на Вилма. Зекирија Ибраими е денес е председател, мислам, на алтернатива на Да, место Гаш. место Да. Гаши. Таа вика Трајко Велјановски му даде преку ред збор на Зекирија Ибраими. Демек со намера Да ја испее албанската химна, што после јас и Борис сме го искористиле за со нашите говори да ја дозапалиме Сабија атмосферата. коалиционен партнер, сега да не се налути вака. Ко се љути, нема Мора зошто да фалката се после. налути, ама човекот јавно си кажал. Но поентата на Вилма е дека овие биле координирани и усогласени Така. и ние требало да го долееме Да, маслото на на огнот, да. на огнот. Па ако е така, зошто Зекири Ибрими не е во обвинение? И Да, тоа е добро прашање, Нешто но не е во ајде сега дај ми обвинение, не е малце ни за- сведок. Повели се што те Значи, интересира. тајмлајнот се влага во собрание. 6:50. 6:50 се Така, влага во отприлика, мислам собрание. Така дека. Јас знам многу добро затоа што бев кај еден другар и гледавме Ракомет. Вардар Фленсбург. Да, а керка ми беше има еден активности некој беше, ја требаше да земам и сопругата ми се јави, знаеш, бе пушти што се случува. Добро. А влезе ли ти во салава кај пратеници? Не, јас. Кај пратениците, да. Добро. Мислев горе кај кој пратеници, извини. Кој ги тепаа? Не. Јас горе. Ти Ти беше горе кај што се гласи, бевте качени нели цела екипа. Јас не се качив за жал, мака ти ми не се неам качи. таква Дурло, слика, ама како се викаше? ќе ти кажам как моето движење, ќе ти го Твоето сакаш да ти движење, објаснам. Да. Јас бев уште на позиција на бина, луѓе вознемирени, нели знаеа сите албанска химна, ваму таму, дознаваме дека се гласало, дека и ние држиме говор. Што и да изгласа, не име легитимно, мора да има избори. Ние избори бараме, јанаки, избори. Добро. Значи, знаеме дека гласале, знаеме, сме слушнале. И не викаме, ајде, јуриш напад, него викаме, мора да има избори, тоа што сега се огласа, не име легитимно. Избори Мора пред 4 месеци имаше, пред 5. Да, ама сега гласа нешто врз основна тиранска платформа. Добро. Нашиот аргумент беше дека тиранската платформа не беше во Да. понудата на изборите, дајте со нези излезете, ако тоа го одбере Македонија, тоа го одбере Македонија, така. Поентата е друга, дека ние го загрозуваме уставниот поредок со барање на избори. Дури на Борис во Па обвинение сега се ставаше баш на товар сега баш тоа. Туку што? Некако не го збориш и да имаш и тепани пратеници, раскрварени пратеници. Јас зборам за, чекај малце, јас зборам за обвинението во однос на позициите кон мене, кон Борис, кон Владо и кон Дурло. Аз збориш за заедничка Македонија. За заедничка Македонија, Така, добро, да. добро. Бидејќи тоа го знам, јас не можам Така, да... јасно, Тоа, ајде. на полицијата како функционира, на судење учев. Да, со во ред. Златна, сребрена, бронзена, Да, команда јасно, и така да, натака да. и така натака. Значи, ние бараме избори, ама тоа е игнорирано во обвинителниот акт. Не се отвараат вратите, ние сме уште на, не знам дали Борис или некој ми рече, еј, врати се отворија. Гледам, јас викам, сега комплицирано. Така, да. Но на крај памет пак не ми паѓа, како и во таа 2009 година, дека ќе има ќотек, туку може би некој јајце. Јас знаеш зашто, со каква мисла влегувам во парламент. Тоа Веќе- вода да даваш што да Не, ама после дава вода, зашто 50 степени беше. Така. Беше исклучена климата, има внатре луѓе 60 годишни. Така, да. Се смеат со тоа вода давање, ама ако мене ми колабираше некој возрасен човек во тој момент, како да ти кажам, кој ќе беше крив за тоа? Што тебе лично ти се ставаше на товар во обвинение? Дека си го хушкал народов, дека си го повикал, така, да. Да ги поздравиме гласно и многу бучно тие што на сила седат натре и забораваат дека на сила може и да излезат од натре, бидејќи народот е газда во оваа земја. Добро. Тука е аргументацијата Кога на Вилма тапсат? дека сила Крај на октомври, ноември, како не, му 27 ноември. Не ме апсат, сам се пријавив на суд. Не ти влегува тебе кој што им влагаа со специјалци со Тие влегува, ама јас А ти не беше во тој не момент? бев влезен во моментот, да. во моментот не беше дома и си одиш ти се пријаваш на суд. Да. И си одиш, најавно си викаш ја шутка нема ни на слика. Носам да пасош, видам. А така. носам пасош, Добро, носам ти телефон. определуваат 30 притвор. Ми определува 30 притвор. Колку да. време беше И то и по основ дека имам опасност од бегство. А сам се пријавив и Види, тоа да знаеш, секогаш го кажам, генерално е проблем
прелесно се определува притвор во Македонија и тоа е, значи, се влече 30 години наназад, тоа е многу сериозен проблем, значи решенијата се недоволно образложени, несоодветно образложени се. Чуј, треба да влезат по 3 дена сите што делат притвор така, за да видат како е атмосферата. Тоа е на моја странка кој што реално се бави, мислам, човекот со криминал и тоа ми викаше, треба вика да седат еден месец и после Абе 3 дена едно капење нека. Затоа што прелесно по копи-пейст си видел едно решение за притвор, таму и поише луѓе сте биле, генерално биле. Имаше една ситуација, чисто е куриозитет ќе ти ја кажам, ама кога не одбиваа, бевме во И што утнати имењата останати од Не, другите? него во Куќен бевме, веќе нели од шутка. Јас бев таму иначе 83-4 дена, па после бев во Куќен уште 10 месеци. И во тој период се обидуваш, ти нудиш гаранции. Да, гледаш да Нели излезеш за да излезеш. од кјумет. И еднаш носи полицијава као ги делат се одбиените решенија и вика ево го твоево, абе на и ова зего, викам шо гледам Сашо Василевски, шо ке ми е? Не знам викат како остана, кај мене И исти земи го. образованието копи-пейст. Не. Јас сум невработен, неженет, не Немаш знам, семејни врски да те држат. и затоа сум одбиен. Ово е вработен, татко на 3 деца, И затоа е одбиен. И затоа е одбиен. Да, тоа е така. Знаеш што како се користи генерално малку да излеземе од темава, на пример, имот како критериум. Ако немаш имот, тогаш немаш Врска, што да. да те држи И тука ќе во држава. избегаш. А ако имаш имот, тоа ќе го користиш тој имот за да се финансираш кога ќе бегаш. Така да ако сака да те пикнат во притвор, Како да ти кажам? ќе те пикнат во притвор. Носи тоа до судењето и 98 рочишта, ова го знам, Драган ми ги има број, но инаку за тој предмет не ми текна кој човек конкретно ме бараше, затоа што после доби амнестија и тоа кој што се влагаше, мене телефонот во друга... За да браниш? Да, во друга соба ми беше и они звонеле се у 5 сабајле, звонеле упорно. Си го кажал ти пар пати Да. дека ти е многу жал што не си го Види, кренал. ми е жал, ама и не ми е толку жал од сегашен аспект како се водеше тој предмет, Да, значи како со кое правник темпо. претпоставам, да, Не, да, види, да. Глупо е да кажам, меѓутоа за било кој адвокат и тоа што Предизвик е, бевме 10 да. години помлади бевме, значи е предизвик. Ама од сегашен аспект 90 по 13-14 сати да се изживљава некој со мене да брка 50 колеги. Јас тогаш жестоко реагирав кога Кацарска од колегијален аспект ги избрка. Многу ми е криво што пар мои колеги кои што тогаш гравитираа околу се, да само заборавија што им е примарна професија и со мене се расправаа, го бранеа тоа, демек, абе се гледа дека се оди на одлагање. За чуму да одам на одлагање кога се у притвор, да се на слобода, па идеме го влечеме предметов, одлагаме, се надеваме дека нешто ќе се Генерално смени. строгата таборска поделба на сите теми е многу лоша. Меѓутоа, види, и ова сум го кажал илјада пати, го кажам 1001. Моето лично искуство, еден од најдобри судии во Македонија е Добрила Кацарска. И е огромна штета што на крајот на својата кариера, она од 86-та судија, значи не од вчера, и ти сега после 30 години правораздавање да се продаеш на политика, меѓутоа беше факт дебело наградена за тоа. Значи одма после тоа ја избра председател на уставен, мислам сега 2 се 4. Како си задоволен од почитувањето на твоите права од председателот на тој совет? Јас не си ги знам ни сите права, знаеш. Добро, се гледаше таму дека Не, види, се шегувам. Јанаки, јас еден од осудените, извини, знаеш тоа како за човекот нормално не знае право, знаеш како го пишеше? Па вика, види, на мојот адвокат се одбива, на Вилма се прифаќа. Поздрав до Горан Ангелов, ќосето. Не беше Ангелов, ама ќе ти кажам Да, после. добро. Да. Види, во суштина тоа беше така, на нешто адвокати Горане се одбива, на другите се прифаќа, но еве во однос на динамиката на судење. Може ли некој разумно да објасни зошто би се закажувале 4, најмалку беа 3 неделно, најчесто 4, некојаш и 5 Некојаш и рочишта 5, да. неделно. И тие рочишта да траат За да завршат пред некојаш председателски до избори, 6, па го 8, бираа 10, сево за да се 11. мафта, ете, И ги осуди. јас бев жител на, односно куќниот притвор во Охрид, го извршував првите 7-8 Устројата рочишта. возат. 5,5-6 сабајлите земаат од дома, на судење, за судењето завршува во 8, 9, 10, 11, Те враќа. се враќаш дома, 1, 2, дури заспиеш Може да 3 се саат излучираш. и во 6 саат пак стануваш и на судење. Каква одбрана, Да. каква црна одбрана да подготвуваш. Така, нема збор. И тогаш тоа го објаснуваше дека бидејќи бил притворски предмет, таа за наше добро, нели, сакала побрзо да заврши, за да нели да не се влечел случајот. Но впечатокот на јавноста тука е јасен и точен, особено и за самото обвинение. Мојот опис на дејствие е говор, што е вербален деликт од кога не постои во правниот систем. Од напуштање на комунизмот.
И уште една работа, има таму еден видео доказ кој што јас го најдов после години, а Вилма претпоставам би требало да го најде бидејќи ја представува државата и во ја работа да го најде. Има една снимка, Јанаки, не знам дали си ја видел, јас седам на скалите и им викам седете тука горе нема ништо, се слуша фала му на Бога, а горе на скалите еден со качулка вика ајде. И ова тврди дека јас што викам сете долу горе нема ништо, и овој што вика ајде горе, дека имаме координирани, усогласени действија, заеднички планирани со крајна намера за грозување на терористичко загрозување на достоен поредок. Господјата која што споменуваш, моја поранешна колешка Вилма Русковска беше во ова студио и едно нешто мора да се признае да не знам мува не лази. Јас исто сум го прашал, викам види многу луѓе те колнат, не дали сум ја не сум меѓу тие, меѓутоа многу луѓе те колнат, сметаа дека под политичка инструкција го правеше тоа, види прво Вилма беше од шарена револуција. Да. Али маскирана со капче со ова, меѓутоа признак е дувњак, и каже да, значи беше дел од шарена револуција. Одма после смена на власта, она е одамна обвинител и за волја на вистината супер работеше на времето. Дали и дел од колегиве, знаеш, дали ќе видат фотелја, дали после малку почнуваат да се залетуваат со паметот, не знам, но моето искуство ти зборам 2012-14, кога сме биле деца, кога она не била позната за пушачка давност, било позитивно, меѓутоа на мене тука знаеш што ми кажа? Како бебе спијам, вика. Јас сум си работела се по закон и не гледам зашто би се грижала. И сега многу мина од вас. Ханибал Лектор си, го знаеш ли Ханибал Лектор? Сега дека го знам, Добре. само да завршам мислата. Многу мина од вас се зборат одговорност. Еве, години поминуваат, никој не ја гони Вилма Русковска. Дали тоа укажува на дека можеби и стварно работела законски? Тој предмет е потврден до Врховен суд? Не. Но до 100 врховни суда некас не е до милиарда врховни суда некас. Ти си према не за лично настроен, тоа мислам се примети. Ама јас бев таму, јас знам што сум мислел, јас знам што сум планирал, што не сум планирал. И не знам зашто 13 месеци притвор бев, освен за политички декор. Знам, и не знам зашто таа до последно викаше за водачите на заедничка Македонија, не се согласувам да има амнестија. И пораките што ни ги праќа дека јас и Борис по 8, 10, 12 години затвор ќе добиеме. Зашто? Џам да скршев таму, па ќе си оправдав 6 месеци од својот живот што сум ги поминал со одземена слобода. Да и се реализираше низиниот план, немаше да имам деца сега, немаше бев женет. Јас до крај, дури таа дише, ево, нели? Ќе се борам, ќе се трудам да има одговорност за незе. Исто како и за судивката, која што неоправдано е заборавана од нас кога, нели, Вилма е прва на мета, бидејќи пишало обвинение, ама судијата тој што ќе пресуди на крајот на денот, така да. Јанаки, што правиме ако утре ден некој од тие сведоци нивни ја каже вистината, дека бил инструиран или бил конкретно насочен да каже нешто со што ќе им ја подкрепи нивната па имаше нешто ступидна каже, теза. доби убедливо најмала казна се тоа, знаеш на кога лудирам. Може би и некој друг. Може би и некој други, не знаеме, ќе видиме. А тој што 5 верзии смена, нели, за нинџа збориме. Ајде кажи ми ти во право. Јас ова го слушав од Ама види, не е слободен човек, треба да го разбереш, он не е вие сте сите. Не, во ред. Не е слободен човек, се вози блиндирана кола, има обед. Во ред, добро. Ама јас прво нека бидат реално слободни сите од случајот, знаеш, па да се мериме после. А тој како се чувствува, тој Вилма се чувствувала како бебе мирно спиела, што не го менува фактот дека според мене таа е направила сериозен криминал. Ме разбираш? Кој што можеби во ден ќе биде емисијава го кажала и претходно дека била во комуникација со Зоран Заев. И сега низиниот став знаеш кој? Ај објасните му. Сега ќе ти кажам, ја и викам Не го знам ставот, ама не може да ја разберам. Нели ти е проблематично тоа премиер ти бара нешто и ти не, нели ти ја викам проблем тоа што ти си била, не вика, еве, кажи Јанаки дали се остварило тоа што го барал, он бараше помали казни. Ја викам ја не сум бил на линија со вас и не знам што на вистина тој барал или е ова верно, меѓутоа самата слобода дозволи слобода да има да и се јавува на дневна основа премиерот да се во комуникација, сега говори дека имаат некој однос, некоја релација. Ако си дозволам слобода да замислувам што се случувало и кој се бил умешан, можеби инструкциите биле давани и од политички центари, и од некои амбасади. Така да, ако ме разбираш. И на крај после кога планот почнува да се реализира, овој може да стварно барал пониски казни за да испреговара нели поддршка и така натаму. Од друга страна ова може би чекај, извини, се јас ке си го терам до крај. Знаеш, има луѓе кои што се самата пародија на предметот се гледа многу и од споменатата амнестија. Значи, прво не постои селективна амнестија, така е. Не само што не постои. Носи
собрание амнестија и таа важи. Не важи од волјата или препораката на Вилма, дали Кацарска ќе ја прифатала или Кривичниот совет ќе ја прифатал. Или сам да бараш амнестија. Ти сам да ја бараш, така да самата пародија од тоа. Значи, сега тоа не води до како понатака во тој случај. Знаеш дека дел од 2-3 почина, дел се уште внатре и еве, нека биде и прекорно, сепак си дел од владеачката партија. Многу добро знаеш дека беше ветувано, дека во првите 100 дена ќе има решение за тие луѓе, година и пол ВМРО да е власт и нема решение за тие луѓе. Како го коментираш тој? Сега да не звучам... Незгодна тема ти. Нешто е незгодна тема, јас можам да ти објаснам како јас гледам на нештата. Како ти нема згодни и незгодни теми, ни Добро. типа 100 дена, не знам дали биле спомнати некојаш како Значи, она, биле, но ако биле добро, ако биле Не, година и пол не е малку, може нека не прецизно. бидат 100 дена, година и пол и не е мал период. Може би има процеси кои што се невидливи за јавноста Добро. и не се злоупотребуваат во пиар цели, со цел истите да бидат на крај успешни, наместо да се ловат некакви поени и така натака. Еве, најокругло па Еве, ја имам некои информации дека можеби набрзо ќе има добра вест, но ајде да не нели прејудицираме, ќе го оставиме ова прашање. Малку политика и ќе привршуваме. Океј. Значи, ВМРО ДПМН направи џандар збира на локални избори. Локални избори секогаш сум кажувал дека се најпогодни за сите да се прогласуваат за победници. Што е Некој ќе критериум? брои листи, некој Дали ќе претенци, така е, некој- значи разликата легитимно е да се, мислам, точно е, фактички е точно дека ВМРО има 140.000 помалку од парламентарни, или не 130, ама па за мене нема компарација. На ВМРО аспектот дека ние тепавме во, не знам, 50-60 општини, исто така, и го земавме град Скопје, исто така легитимен. на дик аспектот. На Дуи вели ние на листи 20.000 гласови имаме помалку, иако навлен аргументот е дека ние ги земавме сите, условно речем, не битни, па сите поголеми општини на кои што се битни ги зема, и тоа е факт. Левица, СДСМ, уште да се само затворат, тие ти велат, еве, они имаат помалку, ние се консолидираме, односно, нашиот пат е помал од нивниот. Левица вели дека ние растеме, иако имаме помалку од парламентарни за од нивен аспект, па тоа што ВМРО паднал 140.000 гласови е пораз за ВМРО, ама они што паднале 11.000 гласови, тоа не значи затоа што се дигнале 5. Така да локални избори се многу погодни вака за манипулација, меѓутоа ајде да видиме сегашнава политичка состојба. Јас сметам дека сме во малку опасна ситуација. Сега ти си член на владеачката партија, тоа може да се согласи, може не, од причина што ВМРО ДПМН има бришан простор пред себе. Значи, опозицијата е во нокдаун, во смисла на тоа да СДСМ, па и дали се во екзистенцијална криза, дали ќе можат воопшто да се вратат, особено со ова раководство, не дека нема потенцијал партијата, левица е се уште слаба, во тој дел, релативно слаба да се спротистави на ВМРО ДПМН, а и е многу дискутабилно дали со таков наратив можеби не го стигаат пикот, затоа што гледаш дека 70.000 е некој сегашен лимит, не значи дека во иднина нема да се смени тоа, но ајде сегашнава политичка состојба. Проблем ли е да има апсолутна власт ВМРО ДПМН и дали можеме да се доведеме во фактор? Ти си влегол во времето на Груевски во политика, но особено последните години. И одма сум излегол. Јас барем не ги перцепирам како вака добро владеачки, за разлика од првите години владење, например. Збори за старото. На премиерот, со старото. ВМРО, кога беше председател Никола Груевски. Имаме ли опасност од нели апсолутна власт, апсолутно корумпирана? Види, Да, опасност секогаш постои, веројатно. да, и постои опасност и овој астероидот што сега го дали е вонземски или Е, не. сега компарација, Ама за види се, не не е може да сериозна зборуваме. сега. Добро, можеме да ти кажем добро, постои опасност, ама народ избрал на избори се. Постои опасност. Постои опасност од се, нели? Но народ избрал на избори, тоа е реалноста. Постои исто така и шанса. Нели? Да подобро функционира централна, локална власт, постои шанса да еве
најголем дел од тие силни ветувања сега има баш простор да се остварат. Значи да, постои опасност, ама постои и шанса. Што ќе се случи ќе видиме, но не постои опасност Македонија да стане, не знам што, апсолутистичка монархија и да се самопрогласи премиерот за крал, бидејќи не е прво таков човек, второ бидејќи има наредни парламентарни избори, најдоцна за 2,5 години. Најдоцна. Така да. Нели? И на тие избори, ако мислиш дека ќе има предвремени парламентарни избори? Дали не има би општо знал. потреба за тоа? Не си толку вклучен во Не. Так. Не. политички ангажман, имаш конкретен или Не, само немам. Јас имам телевизиски ангажман На ТВ Алфа. на кој што не памтам да си викнал зборувам некоја за опозиција. зборувам за политика. А зашто немаш гости од опозиција? Имам викнато Кој? и на избориве викав. Кој? Прво дадов карт бланш на Ацко од СДС, кој сака да дојде. Второ, Зашто не барам доаѓа? председателот Филипче. Молам? Зашто не даја? Па не знам, и лани после избори, и лани и пред избори ги барав, и после избори понудив, лично се јавив на неколку од еминентните денес пратеници поранешни функционери. Тоа е веројатно од истите причини зашто сега функционери на ВМРО ДПМН не одат на Инфомакс. Затоа што тоа ќе биде сачекуша, нема да биде интервју. Јас отидов. Ти отиде, точно, ти отиде и отиде Не сум функционер. Не си, ама отиде, ова ме коригираше Милош кој беше гостин, ја викам само Петар Богоевски, викам ако нешто треба му се признае дека Да, ја отиде. гледав емисијата, да. Мада он и не е, сега веќе нели као си има посебен политички субјект и ми вика Милош, викам и Бетмен беше, викам точно и Бетмен беше, викам, така да мада не си функционер. Поентата е Ама еве, например, сметаше дека интервју или дека онака хостайл, непријателски настроено со цел да се нели па таму да. Јас што? таму? Па да. Слично би било и некој да отиде од СДСМ кај тебе, зашто кај нас е толку црно-бела. Ама сликава. не треба да е така реално. И не треба. Но пример има теми кои што не знам, не ми се тераат као дебата. Не мислам дека е нужно да има дебата. Мислам дека е нужно да има разговор околу некои стави. На крај на денот треба ли така и во стендапот да пазам ја што работам. Еве така, сега имам стендап само со овој Виктор Стојанов од Бугарија. И сега Кој ли го спомнаш? имаше на Euronews го викнале, тропаше глупости дечкото. Тоа едно време доста висеше кај мене, значи многу напорен лик, многу искомплексиран лик и многу напорен лик кој што едно време знаеш што им беше фора. Имаше едно мое гостување, тоа беше Ламбе кога го запали нели клубов во Битола. Да. И преку контакти новинари што ме знаат, вика еден колега од Бугарија сака да нели видеоврска ти прави интервју, нема проблем. Ја кажувам работите му што реално ги мислам дека политиката Мислам дека опамтам тоа дека го гледам. према нас е фашистичка, дека е асимилаторска. Човекот прва да поентира ми вика па добро, зашто вика за Германија вика никогаш не зборите дека е политиката Што Германија не тврди дека не постоиме. Така и никогаш викам, ама не викам И не го негирала тоа. Серијата да си живе за ама не и секашното однесување на Германија тие не се навраќаат со симпатии на тоа минато, туку во најголем дел со осудување. Тоа многу се прошири кај бугарските националисти, веројатно си го шерувале меѓу страници, едно време Виктор Стојанов, уште десетина ликови, ми се закануваа дека ќе ми стаеле забрана, многу се смешни, ќе ми стаеле забрана на Шенген и дека до Врања ќе сум идел. И тоа ќе ми било. Ама види, не е проблем, но дечкото на Euronews го викнале. Знаеш, тоа е стварно срамота за телевизија. Така е, нема збор. Јас цело време тврдам. Нешто тој ќе понудил. Ама нешто ќе понуди. Класична агентура на тајни служби. Имено, и нив не ги занима нашиот агол. Нив не сме им од интерес. Само сакаат да си го тераат своето. Ако сакаат да знаат, зашто ово го прашува Виктор Стојанов, каков е проблема во Македонија? Демек, што им е проблем да го сменат уставот? Па вихни мене ќе ти кажам. Вихни го Јанаки, вихни го. Не само тоа. Они сега дали го видео исто еден нивни европратени вика проблем е како ги даваме ние државјанствата, демек ние ги даваме и они си ги користат, се знае дека ќе нас се взимаат бугарски економски причини, да. Затоа што ќе те потсетам дека на попис имаше 3500 и 4 или толку бугари. 3504, да. 3504 и са нивниот став не можат слободно да се изразуваат во ред на избори во Бугарија, каде што ти можеш да отидеш во бугарската амбасада да се регистрираш слободно, кој ќе те спречи? Не, 3500 се регистрирале, од кои што гласале не знам колку помалку, што е доста индикативно. Сега не вели ние сакаме да го смениме, да биде не знам задолжително да мораш да гласаш, да се сликаш со бугарското знаме, да се само понижуваш, а например види, за мене реално немам ја таков тип на финансиски проблеми, ама на некој што нема леп да јаде пи и ќе се слика така да го експлоатираат народот.
да привршиме со следно. Се бавиш со алфа, приватно, Да. со Една Кај си мала реклама, што? PR маркетинг операција, маркетинг Работите операција. Да, приватно. Од кога е тоа? Па неколку месеци веќе, од март, април, така нешто. Со помали компании, со некои Добро, така, маркетинг, секој стратегија, дигитален маркетинг, завршив една школа на Брейнстер, за тоа една академија. Ми се најде, она што интуитивно... Освен да е гратис реклама, оке, ќе го добро, платиме за шалом, да, не, нема да направиме ти. Добро, фала. И сопругата исто... Фамилиарно го тераде? Па заеднички, Так, заеднички. так. Децата ни се уште мали за помагаат. Види, децата се мали, ја ви посакам трето дете, моја беше тоа желба која што не се оствари и да ти се заблагодарам за одвоеното време, сигурно ќе биде гледано. Фала ти многу, фала на приликата и влегувајќи тука, нели зборевме, кој гледа долги подкасти, кажеш, 65 минути е веќе. 65, а може уште толку да тераме и Не, да... доволно е. Само да ти кажам, има секојаш муабет, но да, enough. Фала ти на покана се гледаме кај мене. Готово. Океј, ајде.